Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Владата досега се залагаше за привлекување на нови странски инвестиции и вработување на младите. Така ќе биде и после изборите, кои што треба да стават крај на една криза која ја тресе Македонија по сите основи. Рече на митингот пред граѓаните на Зрновци председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев. На митингот во Зрновци, организиран од Коалицијата за подобра Македонија, председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев се обрати пред присутните и жителите и им ги презентираше најважните приоритети од програмата на партијата, посебно за општина Зрновци. Димитриев зборуваше за заложбата на досегашната и идна влада на ВМРО-ДПМНЕ за привлекување нови странски инвестиции и отворање нови работни места, а се осврна и на земјоделците и за субвенциите кои што, како што рече, ќе бидат двојно зголемени. Вашиот крај, Кочанскиот крај, е сведок на тоа. Веќе има две компании, Амфенол и Антура, кои што работат во Кочани, значително влијаеа на намалување на невработеноста, односно зголемување на вработеноста и најавите се да дополнително го шират производството и вработуваат нови лица. Ги задржуваме сите субвенции и олеснувања во делот на земјоделието. За наредниот период предвидуваме нови 600 милиони евра субвенции во земјоделието. Предвидуваме олеснувачки мерки, како што се пример 80% враќање од инвестицијата за капка систем, враќање од инвестицијата за бунарски системи, за системи за наводнување. Во програмата имаме ставено 140 милиони за хидромелиоративни системи, нешто што вас ве интересира за наводнување. Пред жителите на Зрновци своје обраќање имаше и министерот за одбрана Зоран Јолевски, како и кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од Кучани Иван Иванов. Предизборна трибина во Кучани одржа коалицијата ВМРО за Македонија, на која беа представени програмските определби. Пред присутните граѓани зборуваа лидерите на трите партии што ја сочинуваат, при што беше речено дека очекуваат доволен број пратеници во парламентот за да бидат баланс меѓу двете најголеми партии. Дојдовме во Кочани за да ви зборуваме за потребата од промени на сегашната состојба во државата, за да ја спасиме од пропаста што и се заканува, не само од политички, туку и од економски, социјален, демографски и секаков друг аспект. Ова беше речено на трибината што ја одржа коалицијата ВМРО за Македонија, на која присуствуваа лидерите на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски, на Обединети за Македонија Љубе Бошковски и носителот на листата во изборната единица 3 и председател на Достоинство Стојанче Ангелов. Во своето обраќање Ангелов рече дека акцент во предизборната програма на коалицијата е дадена на економските прашања, но и на оние со социјален предзнак. Од социјалната сфера имаме еден многу интересен предлог за кој што жестоко ќе се бориме, веруваме дека ќе го протуркаме во собрание, бесплатно лекување во странство за сите оние на кои што тоа им е неопходно, бидејќи не сакаме повеќе да видиме ниту еден оглас во кој што некое болно дете или било каков болен човек, без разлика на возраст или на полот, бара донации за да се лекува во странство. Председателот на Обединети за Македонија рече дека во последните неколку години државата назадува, затоа што во неа владее режим, споредувајќи го со истиот во поранешната заедничка држава и периодот кога се стекнувала независноста. Тогаш Македонија требаше да ја извлечеме од Југославија, од еден тоталитарен режим, а денес од еден друг режим, кој исто така не е по ништо различен од комунистичкиот. Затоа што ние знаеме дека низ историјата постојат барем во овие 50 на 60 години на европското тло постојаат два тоталитарни режими. Едниот беше комунистички, а другиот беше фашистички. И ние сакаме да укажеме дека ниеден режим не може долго да обстојува. Но најстрашно за нас, за ВМРО-вците, е што тоа за жал денес го има предзнакот на големото историското ВМРО, на ВМРО ДПМНЕ.
Лидерот на ВМРО Народна партија нагласи дека во програмата се предвидени повеќе мерки за враќање на економската сигурност на граѓаните, а една од најважните е задржување на младите во населените места, за што посебно внимание им се обрнува на селата, кои според него треба да добијат статус на општини, со што државата ќе се децентрализира. Тотална децентрализација. Прво, ќе децентрализираме селата од градовите мали, а второ, цела Македонија ќе децентрализираме од Скопје. Срамота е денеска цела Македонија работи само Скопје да се гради. Тоа е недозволиво. И ние во нашите 4 години ќе ставиме забрана 1 евро од буџетот на Македонија да не се потроши за Скопје. Тие се доволно голем град, можат сами да растат, сами да се развиваат. Јас ви уверувам дека тоа е клучот да го вратиме животот во нашите села. Инаку ви уверувам, оваа запустена што ја гледаме во Источна Македонија, уште повеќе ги се зголемува ако луѓето не им направиме да им биде интересно и економски, и демократски, и од било која сфера на животот. Георгиевски порача дека искуството што тие го стекнале додека работеле во поранешната влада е гаранција за успешно спроведување на зацртаните мерки во предизборната програма, поради што ги повика граѓаните без страф да ја дадат поддршката за коалицијата ВМРО за Македонија. Спиро Ристовски оствари средба со пензионерите од Кочани. Тој истакна дека во наредните 4 години во програмата Реално на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, предвидуваат зголемување на пензиите за најмалку 10,25%, а ќе продолжи и реализацијата на проектот за бањско-климатска рекреација на пензионерите. Спиро Ристовски од ВМРО ДПМН на средбата со пензионерите од Кочани ја истакна заложбата на самото Сдружение на пензионери од Кочани за подобрување на состојбата на пензионерите и при тоа истакна дека станува збор за исклучително квалитетна група на луѓе кои што се полни со енергија и полни со идеи во однос на големиот број проекти кои што се реализираат на територијата на општина Кочани и она што значи генерална поддршка на владата и ВМРО ДПМН на пензионерите како категорија. На средбата со пензионерите Ристовски ги презентираше мерките и плановите на ВМРО ДПМН за пензионерите, што како политичка партија ги имаат во новата програма Реално. Предвидено е реално зголемување на пензиите во наредните 4 години за најмалку 10,25% за сите категории на пензионери во Република Македонија. Исто така предвидено е да се продолжи со реализацијата на проектот за бањско-климатска рекреација за пензионери, со што е предвидено околу 40.000 пензионери оваа мерка и понатаму да искористат, како и друг голем дел сет мерки кои што ќе продолжат да се реализираат, а претходно веќе се започнаа со имплементација, ќе продолжат да се реализираат за потребите на пензионерите. За изградбата на пензионерскиот дом во Кочани, Ристовски истакна дека уште во периодот кога тој бил министер за труд и социјална политика, сето тоа било во фаза на идеја. Веќе е променет урбанистичкиот план, изготвени проектот со по сите стандарди и од аспект на геомеханика и подготвување на самиот проект. Сега веќе конкретно можеме да разговараме за на еден начин склопување на финансиска конструкција, при што потоа би следали почетокот со градба на овој пензионерски дом. При посетата на Кочани, освен со пензионерите, Ристовски оствари средба и со останати граѓани на Кочани од различни категории. Регионалниот пат Пекланска река Бигла целосно ќе биде реконструиран во 2017, а во програмата на ВМРО ДПМН е планирана реконструкција и на повеќе локални патишта за Виница и регионот. Од пратеничко прашање до конкретна реализација на инфраструктурно решение за регионалниот пат Пекланска река Бигла. Асфалтирањето на делот патот е започнато и во 2017 година ќе се заокружи целосно, најави кандидатот за пратеник од Виница Магдалина Манаскова. Ќе се реконструира патот Карбинци, Зрновци, Виница, инвестиција во вредност од 821.000 евра. Исто така, започнувајќи од 2018 година, ќе се реконструира патот Виница-Берово, инвестиција вредна 700.000 евра. Во програмата Реално на ВМРО ДПМН и Коалицијата за реконструкција на над 60 регионални патишта предвидени се вкупно 140 милиони евра.
Со подршка на новата влада на ВМРО ДПМН ќе се асфалтираат и неколку локални патишта во населените места во Виничко во вредност од 380.000 евра. Продолжуваме понатаму со останатите информации во вестите. Околу 2 милиони денари планира да потроши локалната самоуправа идната година за изградба на системи за водоснабдување во населените места од општина Кочани. Програмата за тоа на кои локации ќе се гради веќе е подготвена, а најголем дел од активностите се на улиците во централното градско подрачје. Постојната водоводна мрежа во централното подрачје на Кочани не може да одговори на зголемените потреби на потрошувачите, поради што неопходна е посериозна инвестиција за реконструкција на целата инсталација. Една од причините за тоа е изградбата на повеќе објекти за колективно домување, а во пораст бил и интересот за инвестирање во нови индивидуални куќи, поради што капацитетот на мрежата е максимално оптоварен. Таков е заклучокот во програмата за инвестирање во системите за водоснабдување за идната година, според која за сите планирани зафати ќе бидат потребни околу 2 милиони денари. Забелешка дека мрежата во централното градско подрачје е стара и не ги задоволува потребните количини за снабдување со вода, имаше и на Комисијата за финансии и буџет со конкретен предлог за нејзино обновување. Трајно реши проблемот, трајно мора да биде решен овој проблем, бидејќи станува збор за можеби најстарата инсталација водоводна во Кочани која што не е сменета. Сега тука можеби би требало веќе главно да го отвориме и прашањето дали комуналното јавно предпријатие и локалната самоуправа треба да размислат за реконструкција на останатиот дел на водоводната мрежа, бидејќи во прва фаза беше скоро една третина од целата водоводна мрежа заменета. Во програмата за изградба на системите за водоснабдување во 2017-та нагласено е дека веќе е изготвен проект кој ја дала и вкупната вредност на инвестицијата за територијата на целата општина, вклучувајќи ја и ниската зона во градот. Според планот за изградба на нова водоводна мрежа во централното градско подрачје се предвидува дека ќе бидат потребни 300.000 денари. Исто така, поради проблеми со водоснабдувањето на улиците Плачковица и Гошо Викентиев, за до година е планирана реконструкција на водоводната мрежа, за што ќе се наменат околу 1.200.000 денари. Дополнително се предвидува и да се донесе водоводна мрежа на други локации низ градот и селата, за што граѓаните веќе платиле надоместок за уредување на градежното земјиште, а за што се предвидени 300.000 денари. Останатата сума од 200.000 денари пак ќе се инвестира за набавка на црева за водоснабдување во селата во планинскиот дел. Инаку, пред повеќе од 5 години, со проектот за промена на водоводната инсталација во средна зона, комуналното предпријатие Водовод информираше дека имало целосно намалување на техничките загуби на вода. Лицата кои што се ангажирани за волонтирање преку програмата за стипендирање на млади роми во општина Кочани започнаа со работа. Распределени се во 5 кочански институции, каде што имаат работни обврски, за што добиваат и соодветен надоместок. Ангажираните лица од Кочани, за кои што унгарската влада додели грант од околу 180.000 денари, започнаа со волонтирање во кочанските институции. Имено, Република Унгарија со своја финансиска подршка се вклучи во реализацијата на програмата за стипендирање на младите роми во општина Кочани. За таа цел ангажирани се 5 лица во институциите на локалната самоуправа и во самата општина. Едно од ангажираните лица е со завршено високо, додека останатите се со средно образование. Во просториите на општината пред непол месец беше подпишан договор со кој помошта се доделува за потребите на македонската програма за стипендирање и инклузивност на ромите во институциите на системот кај нас. Во проектот за стипендирање и интегрирање на ромите од Кочани и сум изберена од општина Кочани за во училиштето Раде Кратовчи. Освен јас имам уште 4 колеги роми, кои што некои се во Малина Попиванова, некои се во Никола Карев, во градинката Павлина Велјанова и во КЈП Водовод. Волонтерската работа, односно нашата работа е пружање услуги од областа на јавните набавки, едношалтерско обслужување на услугите, архивирање и административање на документацијата и податоци кои произлегуваат од секојдневните тековни обврски во општина Кочани.
Ова не е прв пат општина Кочани да реализира соработка со Република Унгарија, а посебно во решавањето на социјалните и други прашања за припадниците на ромската етничка заедница. Лицата кои што започнаа со волонтирање со програмата за стипендирање имаат работни обврски во општинските институции во период од 6 месеци, за што добиваат и соодветен надоместок. Следува информацијата од спортот. Сребрен медал освои Антонио Јаношевиќ од клубот за гимнастички спортови Кочани на меѓународен турнир во Нови Сад. Ракометарите на Младинец пак победија во Делчево во првото коло од ракометната Металурка лига Источен регион. Нов успех на меѓународен план постигна младиот гимнастичар Антонио Јаношевиќ, член на клубот за гимнастички спортови Кочани. На седмиот меморијален турнир Лаза Крстик и Милица Джелатовиќ, што се одржа во Нови Сад, Република Србија, кочанскиот спортист го освои второто место и сребрениот медал. Тој се надпреваруваше во повеќе бој и со постигнатиот резултат се стекна со право за настап во финалето, при што на коњ со рачки беше четврти, на разбој го освои петото место, а на вратило беше седмопласиран. Резултатот е уште позначаен ако се знае дека конкуренцијата беше голема, со оглед што учествуваа над 240 гимнастичари од Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Франција, Данска, Германија, Малта, Јордан, Романија, Унгарија и Јужна Африка. Покрај Јаношевиќ, Македонија ја представуваа и неговата клубска колешка Јана Николова и уште еден гимнастичар од Битола, кои поради силната конкуренција не успеа да остварат повисок пласман. Со одигрувањето на првото коло по турнирски систем стартуваше и правенството во младинската ракометна лига на Академијата Металург во Источниот регион. Машката екипа на Младинец од Кочани од генерацијата 2002-2003 на стартот забележа одличен успех, совладувајќи го домашниот тим Брегалница со резултат 20-13. Женската екипа на Младинец пак во ова коло беше слободна, така што ќе го чека следниот круг за да го одигра првиот надпревар. Покрај нашите ракометари, во лигата се надпреваруваат уште 5 екипи, меѓу кои и Торо Спорт од Виница. Виничани на стартот загубија од Тиквеш од Кавадарци со 13-6, додека екипата на Торо Спорт од генерацијата 2004-2005 беше поуспешна од своите клубски колеги и ја победи Брегалница со 10-4. Следниот турнир во рамки на второто коло од ракометната лига Металург ќе се одигра во Македонска Каменица. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.